Изминатава недела бевме на пресконференцијата токму на оваа фондација и на анализите и се разбира податоците добиени од истражувањето кое што ги има спроведено. И именно во рамките на проектот на УСЕИД со читање до лидерство, спроведувано од Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор, спроведена беше национална студија за процена на јазичната и математичката писменост на учениците во Македонија, но во почетните оделенија. Токму на оваа тема разговарам и со мојата утринска гостинка Викторија Димитровска, токму од Фондацијата Чекор по чекор. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро ви утро и добро ве најдовме. Секогаш ни е пријатно кога ќе не поканите во ваше друштво и во вашето студио. Ете така е, бевме споменав на прес, имавме и во вестите и во утринската програма. Вие сте тука да ни објасните подетално околу оваа анализа спроведена. На колкав број на ученици е спроведена анализата и кои се токму добиените резултати од истата? Епа вака, проектот на УСЕИД со читање до лидерство започна да се спроведува во 2013 година во мај и од прилика пред околу 4 години се собравме сите представници од образовните институции за да адаптираме два меѓународни инструменти за процена на јазичната и процена на математичката писменост, кои ние ги нарекуваме со скратеница ЕГРА и ЕГМА. И веќе во декември 2013 ги пилотиравме за да видиме колку добро ние сме си ја завршиле нашата работа, односно дали инструментите го мерат она што навистина би требало да го мерат, односно читањето кај учениците и решавањето на математички задачи. Од тогаш се спроведени уште 4 дополнителни студии во 2014, 15, 16 и најновата во 2017. Меѓутоа, она што ние го презентиравме во петокот, на 22 септември, пред представници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државниот испитен центар, наставници, психолози, педагози, професори од педагошките факултети ширум Македонија, беше националната студија која што беше спроведена во мај 2016 година и тоа на национално репрезентативен примерок, што значи дека беа одбрани ученици од сите основни училишта во Република Македонија и тоа у 4000 ученици кои беа на крајот од второто оделение и 4000 ученици кои беа на крајот од третото оделение, што значи дека вкупно 8000 ученици беа проценети колку знаат да читаат и истите тие 8000 ученици беа проценети колку знаат да решаваат математички задачи. Меѓутоа, студијата ние ја спроведуваме заедно со наставниците, психолозите и педагозите во самите училишта. И еве ја користам оваа прилика да ги поздравам затоа што со нивниот труд, истреност и упорност успеавме да ги собереме овие податоци, бидејќи вакво истражување во Македонија не е направено од 2001 година, кога се направило на примерок од ученици на крајот од четврто оделение. Значи 16 години поминале. 16 години поминале и она што е најважно е дека веќе четврто оделение е доцна за да се проценува колку нашите ученици знаат да читаат и да решаваат математика, бидејќи доколку се прават одредени интервенции, потребно е колку што е можно побрзо да се направат, бидејќи се вели дека учениците до четврто оделение учат да читаат, а по четвртото оделение читаат за да учат, односно за да може да ги совладуваат сите оние наставни содржини по другите предмети во наставата. Така, сега за да не стане јасно зашто станува збор, значи дечињата до четврто оделение знаат да читаат, меѓутоа не разбираат што читаат. Епа вака, значи нашите податоци, значи прво инструментите се многу едноставни, односно имаме препознавање на букви, имаме препознавање на познати зборови, меѓутоа кои што не се поврзани во даден текст, и имаме два кратки текста кои што учениците треба да ги прочитаат и потоа да одговорат на прашања кои што се поврзани директно со текстот. И видовме дека кај читањето на зборови и читањето и препознавањето на букви, нашите ученици не имаат проблем, меѓутоа кога ќе треба течно да го прочитаат текстот, тогаш веќе се јавуваат одредени недостатоци, а уште поголем проблем представува разбирање на она што го прочитале, односно нашите ученици, нели зборувам на ниво на држава, имаат проблем да одговорат на оние прашања кои што бараат да поврзат повеќе информации од дадениот текст, односно оние што се фактички прашања, како на пример кој, што, кога, каде,
тие ги одговараат, бидејќи директно ја црпат информацијата од текстот. Меѓутоа, кога ќе треба да спојат 2-3 информации од текстот, или да предвидат што би се случило во приказната, или понатаму да кажат што мислат тие за нешто, тогаш одговорите се многу посиромашни, односно помал број на ученици даваат точен одговор на овие прашања. Што е тогаш со математиката? Знаат да собираат, да одземаат, да множат, да делат, меѓутоа дали знаат да ги решат и математичките задачи? Значи, исто така и во математиката ние анализиравме неколку подрачја кои што се изучуваат во почетните оделенија и видовме дека тие навистина немаат проблем во препознавање на броеви или споредба на броеви, кој број е помал или поголем, во препознавање на геометриски форми или пак во геометриски низи, односно да погодат која низа, која форма во една низа недостасува. Меѓутоа, она што е проблем се собирањето, одземањето и решавањето на текстуални задачи. Што значи дека децата во почетните оделенија треба да стекнат така наречена автоматизам при решавањето на задачите, односно кога ќе биде 10 плюс 5, тие да не размислуваат па да пресметуваат на прсти. Се разбира дека почнуваме од тој концепт дека мора да видат кој е бројот 10, кој е бројот 5, што ќе се добие ако се соберат тие два броја. Меѓутоа, веќе до крајот на третото оделение би требало да се направи тој автоматизам како кај секое дете, дури во предучилишна возраст, кога ќе го прашаме колку е 2 плюс 2 или 1 плюс 1, што веднаш одговарат. Значи, децата помалку брзо ги решаваат овие проблеми, што подоцна им представува проблем кога ќе одиме на повисоките математички операции, како што се множење и делење. Исто така се јавува проблеми при решавањето на текстуалните задачи, односно многу често учениците не разбираат за која математичка операција станува збор кога треба да ја решат текстуалната задача. Дали станува збор за собирање или станува збор за множење, да речеме. Така, сега ги споменавме овие текстуални задачи, можеби тие се едни од начините, меѓутоа кои се оние вистинските начини на кои што треба да се работи со децата за да се подобрат и јазичните и математичките вештини на учениците во почетните оделенија? Значи, ние заедно со заклучоците од студијата се разбира дека објавивме и препораки, всушност и тоа беше целта на оваа презентација која што беше изминатата недела, за да можеме тие наши препораки да ги споделиме со чинителите во образованието, односно сите оние кои што ги донесуваат главните одлуки и да слушнеме кои се нивните препораки врз основа на овие резултати, за да може нешто да се промени во начинот на кој што се изучува читањето и математиката во почетните оделенија. Ние препораките ги поделивме според препораки за образовните институции, препораки за училиштата на ниво на колектив, каде што главен фактор е и директорот и стручната служба, односно педагозите, психолозите и дефектолозите, препораки за наставниците, меѓутоа и препораки за самите родители. Значи, ние исто дополнително во нашата анализа видовме кои фактори влијаат на овие резултати. Еден од факторите е образованието на родителите, особено важно и влијателно е образованието на мајката, бидејќи кога мајката има повисоко образование, повеќе може дома да им помогне на децата, бидејќи мајките сепак традиционално повеќе некако имаат време и да речеме така задача да им помагаат на учениците, додека татковците го бркаат бизнисот. Меѓутоа, што се случува во руралните и селските, односно средини, каде што и самите мајки немаат комплетирано основно образование, или пак родителите се земјоделци. Значи, тоа е едната страна од приказната, на другата страна се градските урбани средини, каде што родителите немаат време да им се посветат на децата заради долгите работни часови, па децата многу често остануваат и со бабите и дедовците во попладневните часови, па токму затоа бидејќи оваа утринска програма е гледана и од страна на бабите и дедовците и на нив можеме да апелираме дека и тие можат да работат со своите внучиња, да им помогнат, бидејќи многу лесно може да видите дали едно дете течно чита или не течно чита. Се вели дека дури неписмен човек слуша колку е добро читањето и секогаш може да му помогне. Се разбира, не треба да заборавиме дека јазикот и математиката се насекаде околу нас, па дури во една секојдневна активност, како што е купувањето во продавница, може да се претвори во игровна активност за децата, бидејќи децата сепак најмногу и најдобро учат преку игра, па така да секое купување на продукти за дома, тие може да ги читаат написите што ги стојат на
во продавниците можат да собираат, да одземаат, ако дадеме 1000 денари, колку кусур ќе треба да ни врати продавачката. Значи слични такви активности кои што можат родителите да ги прават со своите деца и на некој начин да им помогнат на наставниците, бидејќи нели одговорноста за образованието и воспитанието не може да лежи само во рацете на наставниците, бидејќи тие во паралелка имаат и по 30, по 40 ученици. Не секогаш е лесно дека можете да им посветите внимание на сите тие дечиња, ако вие како родител не можете да посветите внимание на 1 до 2 деца во семејствата. Така да со заеднички напори само можеме да заеднички да ги подобриме јазичните и математичките вештини на децата. Така, што ќе се случи со овие препораки? Ќе бидат тие сигурно доставени до училиштата, до родителите. Ме интересира дали бевте вчуденовидени од резултатите или го очекувавте тоа со оглед на постојаниот повики од страна на родителите, па и од страна на наставниците за промена на образовниот систем? Па вака, ние не можам да кажам дека бевме шокирани од резултатите, пред се бидејќи ова беше веќе 4-та студија поред како што ја спроведувавме, меѓутоа претходните студии беа спроведувани во помал број на училишта, па сакавме да видиме каква е ситуацијата, реалната и фактичка ситуација на ниво на сите основни училишта во земјава. Од друга страна пак знаеме дека нашите ученици на 15 годишна возраст кога учествуваат во меѓународните тестирања, дека исто така нивните резултати не се нешто со кое што би можеле да се пофалиме, па така да веројатно знаевме дека основата потекнува од почетните оделенија. Она што ние ќе го направиме нели со овие препораки, сега од кога ќе ги сумираме препораките кои што ги споделија со нас и представниците од образовните институции, уште еднаш ќе ги споделиме со нив и веројатно ќе ги разговараме за да може да се отпочнат оние реформи во образовниот процес. Она со кој што се согласуваме со Министерството е дека потребна е ревизија на наставните програми и особено е многу важно да се почне со описменувањето веќе во првото оделение, бидејќи според таковнава наставна програма во првото оделение само се учи препознавање на букви, додека вистинското описменување, односно читањето, започнува да се учи во второто оделение, а од друга страна со новата наставна програма по математика, текстуалните задачи кои што видовме дека се проблематични за нашите ученици, започнуваат да се учат уште во првото оделение, кога децата не ја стекнале таа основна писменост за да го прочитаат. Кога уште не знаат да читаат, а треба да решаваат текстуални задачи, некако несмислено ми е се тоа. Па така веројатно нели секогаш треба повеќе внимание да се посвети, да се слушне гласот на наставниците, бидејќи тие се оние кои што работат со наставните програми и тие се оние кои знаат децата што можат и до каде можат, па токму затоа и отворивме оваа широка дискусија за да се слушне сечи глас и кога овие препораки ќе ги доставиме нели до Министерството да се знае што точно се слушува во нашиот образовен систем. Од друга страна, ние исто така ќе работиме и на утврдување на стандарди за читање на македонски, албански и турски јазик, за да можеме нели нашите деца да ги споредуваме со наши сопствени стандарди, а не со некои меѓународни наметнати од надвор и дополнително нели овие стандарди да важат и за математика, за секој наставник да може да следи колку учениците ги стигнуваат, ги остваруваат овие стандарди и доколку некаде смета дека постои проблем, заеднички со родителите нели да се даде таа дополнителна помош и поддршка за сите ученици да бидат јазично и математичко писмени. Така. Јас само ќе ги замолам од режија да го подготват прилогот за прилоксинг. Што е со физичкото образование во овие нижи оделенија? Дали имаме воопшто спорт? Кога станува збор за оние првачиња, се уште ми е рано, имам уште 2 години до прваче кај за синот, меѓутоа вклучен ли е? Значи, ние многу често сме на терен во училиштата и можам да ви кажам дека многу често се случува часовите по физичко образование да бидат заменувани со часови по јазик, по математика, по природа, по општество, за да се надокнади она што не можело да се стигне да се следи во редовната настава или пак да нема соодветни услови за учениците од почетните оделенија како сали каде би се одвивало физичкото образование. Меѓутоа ја знам дека наставниците сигурно се тружат малку да им
дадат одишка на нашите ученици, да не ги уморуваат само со учење, туку да имаат време и за релаксација и за физичка активност. Така, Викторија, мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија, што вака љубезно ни одговоривте рано наутро на сите овие прашања и оние резултати добиени од студијата која што направивте. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам, поздрав и се гледаме повтор.